Важноста на медот и пчелните производи е од огромно значење за нас луѓето. Ова утро разговараме со Александра Најдовска, која што е собственичка на Медна капка и каде знаеме нешто повеќе околу значењето и важноста на медот и сите оние производи кои што ни ги даваат пчелите. Александра, добро утро. Добро утро, Ирена. Прво, за почеток би сакала да ве прашам, каква е важноста на медот за човековото здравје? Важноста на медот за човековото здравје има огромна улога. Човекот треба секојдневно да го конзумира медот. Има секакво бактериско дејство, антиинфламаторно, значи го подобрува варењето на човекот, на храната. Значи во текот на својот живот човекот секојдневно треба да го конзумира медот, значи не може да биде тоа само да речеме една тегла, па со тоа да се заврши, што и да се конзумира заедно со тој мед треба да биде долготрајно. Медот представува исто така и природен извор на енергија, така да е храна што не се расипува и храна со која што човекот само ако го јаде медот без ништо друго може да преживее. Навистина интересни информации. Сега, пчелките се оние кои што ни го даваат медот. Како изгледа процесот на изработка, односно процесот на добивање на мед? Значи, во едно сандаче за пчели имаме три типа на пчели, тоест имаме една матица, имаме пчели работнички и труд. Пчелите работнички се женски пчели и тие се оние кои што го собираат нектарот од цвеќињата. Кога го собираат нектарот од цвеќињата, го ставаат во својот меден желудник, затоа што имаат два желудници. Во тој желудник постојат ензими кои што ниеден друг инсект на планетата Земја го нема. Значи, тоа е всушност тоа што го прави медот. Тие ензими ги ставаат во нектарот. Кога се враќаат во сандачето, тоа се префрла на останатите пчели работнички, се додека они сметаат дека тоа е доволно и тој нектар го ставаат во сакето, во келиите уствари, и потоа мора да го исушат. Значи, тој има одреден процент на вода и кога ќе го исушат, го затвараат со восок кој што тие го произведуваат и тоа веќе е зрел мед за јадење. Одлично. Покрај медот, пчелите ни даваат и останати пчелни производи. Кои се останатите пчелни производи и зошто се тие значајни и важни? Освен мед, од пчелите може да се добие и прополис, значи произведуваат и прополис. Тоа е природен антибиотик. Тие си го користат прополисот во целото сандаче, значи секоја дупка на сандачето ја затвараат со прополис и доколку било каков инсект ги нападне внатре, го закопуваат практично во прополисот, со прополисот озгора и на тој начин се штитат од било какви бактерии. Значи, освен што си го затвараат сандачето со прополис, прополисот внатре им служи да ги штити од бактерии и вируси. Значи, природата си го направила своето. Да, освен прополис, имаме и восок. Восокот нормално се користи и во козметичката индустрија и од него се прават и свеки, може да се може да се прават било какви мелеми од него. Пчелин отров исто така се користи и го даваат пчелите и даваат матичен млеч. Значи, секој од нив има навистина огромна придобивка, матичниот млеч посебно, е многу здрав да се конзумира и е многу редок и е доста поскап. Од медот. Сега да позборуваме за Медна капка. Вие во месец март го прославувате својот роден ден, една година постоење на пазарот, кои се производи покрај медот ги нуди Медна капка. Точно, Медна капка во март слави една година постоење и многу сме среќни што сме обстојале оваа година, што луѓето не поддржуваат, што го конзумираат нашиот мед и што имаме многу позитивни коментари. Може да кажеме дека еве вие сте пример дека некој што не јаде мед со нашиот мед почнал да пројадува мед. Ние како Медна капка се разликуваме со тоа што користиме лиофилизирано овошје во нашиот мед
и имаме мед со повеќе типови на овошја кои што нормално се избрани со одредена цел, значи не се само така нафрлени. Секој од нив има некаква плюс придобивка освен медот за нашиот организам. За мене некој од да, имаме во нашата понуда имаме мед со слива, модра слива, тоа е одличен мед за дигестија. Мед со манго има енормно високо ниво на витамин А, колаген, што е добро за нашата кожа. Имаме мед со малина, мед со портокал, какао лешник, мед со фстак, имаме лимон и нане комбинација, значи исклучително добра комбинација на витамин С. Мед со аронија лиофилизирана. За сите оние кои што помалку го сакаат медот, има значи различни типови, односно вкусови на мед, и навистина се одлични, имам пробано повеќето од она што го нудите вие. И сега еден убав совет за сите оние кои што конзумираат, секојдневно кажавте дека е потребно се конзумира мед, како правилно се конзумира медот? Значи медот правилно се конзумира на тој начин што никогаш не се пие вода после јадење на мед. Значи тој треба многу убаво да се џвака. Не се јаде и веднаш да се голтне. Прво треба да се џвака преку жлездите на устата, тој се влегува во организмот и потоа се голта и не се пие вода заради тоа што медот има специфична тежина, паѓа на желудникот и многу повеќе побрзо ќе се исфрли од организмот и практично исто како да не сме јаделе мед. Да. Правилно, значи убав совет за тоа како правилно да се конзумира медот. Сега медна капка, повторно ќе ве навратам, 1 година постоење. Како ќе го одбележите роденденот? Имате ли можеби вие сега некој подарок за вашите купувачи? Секако, значи како еден знак на благодарност ќе организираме едно подарување. Малте не giveaway, тоа е исто, меѓутоа ние си го викаме подарување затоа што сметаме дека нашите оние кои што го купуваат нашиот мед се дел од нашето семејство и многу ни значат нивните коментари, многу ни значи нивната поддршка и тоа што го конзумираат нашиот мед, така да ќе организираме едно подарување кое што за краток период пред нашиот роден ден ќе ги информираме сите оние кои што не следат на нашата Инстаграм страница Медна капка 2024 или оние кои што сакаат да учествуваат во тоа дарување, може да ја посетат нашата Инстаграм страница и таму ќе добијат многу повеќе информации. Сега уште едно прашање за крај, како еден совет до сите оние кои што медовкусци или сите оние кои што сакаат да јадат мед и оние што помалку сакаат да јадат мед. Пораката е нормално. Тие што не јадат мед, јас би ги охрабрила да пробаат мед. Првично вкусови кои што ги нудите вие. Да, со тоа ние што го нудиме, намерно и тоа додадено, направен е и крем мед. Значи нашиот мед е всушност мешавина од кристализиран мед, кој што кога се меша долго време преминува во една преубава кремаста структура и на тој начин сакавме да допреме до оние луѓе кои што не јадат мед, така да им препорачуваме да го пробат, затоа што е малце поинаков вкусот од природниот мед, поубав е за јадење, можеби ќе им се допадне и нормално кога јадат природен мед, никогаш нема да имаат штета. Јас и на нашиот Инстаграм профил често постираме едукативни постови, едукативни сториња и видеа, каде што луѓето може да се информираат како да го препознаат правиот мед, заради тоа што нашиот пазар е навистина преплавен од фалсификуван мед и луѓето, јас ги разбирам затоа што се збунети, не знаат што е, се наоѓаат во некој момент каде што не може да одлучат кој е право, кој е не. Нека ги следат нашите совети, може пробале нешто што не било прав мед, па не им се допаднало и на тој начин им е одбивен. Ги поганувам. Го споменавме ова, Александра, како накусо да се кажете ни, како да се познае прав мед од
оној кој што не е вистински. Така. Значи првично имаме неколку моменти. Јас би сакала да го разбијам тој мит што гледам дека многу добар одзив има на нашиот Инстаграм профил. Кристализираниот мед не е фалсификуван мед. Значи тоа е првата точка. Меѓутоа кога медот е кристализиран, кристалите на медот секогаш се целосни. Значи во теглата медот кога ќе се гледа, кристалите одат одоздола нагоре и тоа е цело, не е како грудка во течен мед ставена. Тоа е едното. Другиот начин, онака површно што може пред да се купи да се провери дали е прав мед, тоа е неговата конзистентност, значи медот не е течен. Не може да биде многу течен. Кога ќе се преврти теглата, тоа треба целиот мед да се отиде на дното и горе да се формира како една капка што е цела поврзана, значи не треба да се одвои. Тоа се некои првични моменти кај што човекот може да провери пред да се купи. Среќен роден ден, медна капка, да ни постоите уште многу на пазарот и еве да не изненадувате вака со нови вкусови, со нови производи и се надевам дека ќе се видиме во некоја следна прилика. Благодарам многу, Ирена, што вие и вашата телевизија се труди да ги поддржи луѓето како нас и тоа многу ни значи и се надевам дека ќе постоиме уште многу години и ќе оствариме нашата цел, што не е само продавање мед, туку и едукација на луѓето за медот, за неговата важност и се надевам дека многу повеќе луѓе ќе конзумираат мед од претходно. Благодарам.